6,5 милиони денари ќе бидат одвоени од општинскиот буџет за субвенционирање на линискиот превоз на патници на подрачјето на општина Куманово во декември. Одлуката е донесена на вчерашната седница на Советот. Советниците дадоа зелено светло и на предлог одлуката за субвенционирање на линиски превоз на патници за претходно утврдени линии помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане. За оваа субвенција до крајот на 2025 година општината ќе одвои 650.000 денари. Мерката субвенционирање на општинскиот линиски превоз започна да се спроведува од 1 јануари 2023 година преку 26 линии, а методологијата за пресметка е 50 денари по изминат километар, истакна раководителката на секторот за комунални дејности Лидија Ланг-Спасовска. Секоја линија има возен ред, има број на поаѓања. Секоја линија има утврдено точна километража, така да прецизно е пресметано по број на поаѓање, односно утврдениот возен ред кој што го потпишува градоначалник, и кога ќе се помножат изминати километри по релација и по број на поаѓање, се доаѓа до цифра од 6,5 милиони денари за месец декември, како и 650.000, мислам, за овој меѓуопштински превоз помеѓу Куманово и Старо Нагоричане. Имено општина има аплицирано за 25 современи автобуси, доколку ни бидат одобрени од страна на влада, истите ќе бидат доставено на територија на општина Куманово и отпосле може да се размислува за некој чекор понапред. Инаку во моментот многу е тешко да формирате јавно предпријатие за превоз, знаејќи колку всушност е тешко да се обезбеди прво кадар кој што ќе вози општински линиски превоз. Нашите плати се многу помали од онаа што тие во моментот ги добиваат, така да за ова треба целосна анализа и студија и да се пристапи кон едно такво решение. Во просториите на општина Куманово се одржа четвртата работна средба на локален економско-социјален совет на која се дискутираше за текомните иницијативи за локален економски развој, информираат надлежните. Според соопштението испратено до медиумите, во рамките на новоформираната комисија за локален економски совет за представник на Сдруженијето на работодавачите е избрана Бисера Серафимовска. На средбата биле донесени заклучоци и предвидени понатамошни активности. Преку одделението за ЛЕР при општина Куманово во партнерство со ЛЕС ке се работи на изработка на стратегија за вработување во општината. Се спроведе иницијативата за давање приоритет на домашни компании преку искористување на постојните индустријски зони или формирање на нови зони. Детално ќе бидат анализирани можностите за гасификација и состојбата на водоводната мрежа во зоната Доброшане. Ке се спроведе јавна расправа за новиот предлог закон за компании регистрирани за вработување на лица со попреченост, пишува во соопштението од општина Куманово. Јавното предпријатие Куманово газ остварило загуба од 2.722.000 денари во периодот од 1 јули до 30 септември годинава, покажува тримесечниот извештај за финансиското работење, кој што беше усвоен на вчерашната седница. Според директорот на предпријатието Марко Митровски, ваквата финансиска состојба е заради летните месеци кога природниот газ го користат само домакинствата, а не големи потрошувачи како што се фабриките. Ова загуба се однесува на намалената дистрибуција на природен газ во летните месеци. Јавно предпријатие Куманово газ, сите наши потрошувачи што се, во главном се институции и физички лица, сите тие нашиот енергенс го користат за загревање во зимските месеци, кога е грејната сезона. Овој квартал што го разгледуваме е во летните месеци, затоа имаме намалена количина на природен газ. Ние се уште како јавно предпријатие немаме на нашата дистрибутивна мрежа приклучено фабрики кои ќе трошат континуирано 12 месеци. Се надеваме дека во иднина ќе имаме, па да ги покриеме и овие загуби. Јавното предпријатие финансиски добивки бележи во првиот и во четвртиот квартал. Се надеваме дека сега овој четврти квартал исто така ќе биде во позитива. Бидејќи почна грејната сезона, сите капацитети се пуштени, сите оние институции и домаќинства кои изразија заинтересираност, има одобрена количина на природен газ и тие го користат. Се надеваме дека во некој нареден
период догледно време, додека е овој состав на Совет на општина Куманово, дека ова јавно предпријатие ќе дојде на ниво да почне да бележи и годишни финансиски добивки. Што се однесува до овој квартален извештај, ако ги погледнеме бројките споредувани со истиот период минатата година, сите се тука во таа граница, може би има малце зголемено приходи и зголемено расходи, меѓутоа тоа е незначително, континуирано во период на годината, тие се бројките. Јавното предпријатие Чистота и зеленило во наредниот период ќе ги расчисти сите диви депонии создадени од несовесни граѓани. Најавената акција за отстранување на несоодветно депониран отпад на 20 на локации во Кумановско започна вчера со расчистување на мини депонијата во близина на така наречениот Искрин мост. Истата акција ќе продолжи во наредниот период. Ќе отидеме на секоја локација кај што е констатирано дека има депонија, истите ќе бидат расчистени. Воедно сакам да ја информирам јавноста дека работна единица Зеленило врши садење, тој завршува со садење на цветен материјал на јавно-прометни површини и вршиме садење на зимзелени листопадни садници на градски и по парковите. Ние сме спремни, имаме на располагање специјални машини, имаме обезбедено доволно количини на сол. Во случај на мобилни падавини на снег, ние ќе интервенираме, програмата се зголемува, имаме дополнително плюс 20 улици, кои ќе бидат опфатени со зимската програма за чистење на улиците и мислам дека ќе одговориме на потребите на градот. Во рамките на месецот на борба против болести од зависности, кој оваа година се одбележува под мотото "Информирај се и донеси одлука", се одржаа врснички едукации за болести на зависности на ученици од гимназијата Гоце Делчев и на волонтерите од Клубот на млади Куманово. Едукациите беа спроведени од едукаторите Теодора Николовска и Тамара Бошковска со цел да ги подигнат знаењата и свеста кај учениците за штетното влијание на различните форми на зависности, како што се зависноста од алкохол, цигари, дрога, па дури и прекумерна употреба на дигитални уреди. Преку презентација, интерактивна дискусија и практични примери, учениците и волонтерите имаа можност да научат за препознавање на раните знаци на зависност, последиците врз физичкото и менталното здравје, како и начини за превенција и одржување на здрави животни навики. Владата информира дека заклучно со 22 ноември доделени се вкупно 33.682 ваучери, секој во вредност од 15.300 денари. Од нив 11.500 студенти веќе го реализирале ваучерот и подигнале нов електронски уред. Аплицирањето за студентските ваучери продолжува и понатаму преку националниот портал за e-услуги услуги.gov.mk, а сите студенти имаат можност да поднесат апликација до 20 декември годинава, без разлика дали се или не се во евиденцијата на Министерството за образование и наука. Процесот е едноставен, целосно дигитализиран и овозможува брзо добивање на вредносен ваучер, кој може да се реализира до 31 декември годинава. Казна од 45 евра ќе плати возачот доколку неговото возило нема зимска опрема. Обврската за задолжително користење на зимска опрема за возилата започна од 15 ноември и ќе трае до 15 март следната година. За да избегнете сообраќајни казни и прекршоци, потребно е да го усогласите вашето возило со пропишаните барања, потсетуваат надлежните. Документарниот филм "Три манастирски цркви во Кумановско" на Валентина Андрејќ, кустос советник историчар на уметност во Националната установа музеј, ќе биде промовиран в понеделник во Занајчискиот дом со почеток во 19 часот. Документарецот на Андрејќ годинава е добитник на високото признание Златна камера 300 на 33-тото издание на фестивалот во Битола. Филмот е финансиран од Министерството за култура и туризам и е дел од годишната програма на Националната установа Музеј Куманово. Станови, автомобили, електрични мотори и парични добивки до 10 милиони денари може да станат ваши доколку сте корисник на инстант лотаријата. Државна лотарија во сегашната понуда има 10 лозови, а секој од нив со примамливи големи фондови и можност за радосно изненадување.
Титаниум, Доме сладок доме, Урбан стил, Мега милионер, Златна треска и останатите инстант лозови секојдневно пријатно ги изненадуваат граѓаните на Куманово. Еден од најомилените инстант лозови, Макси Златна рипка, носи премии вредни по 1 милион денари. Кумановци веруваат дека среќата е под прстите, но дополнително среќата ја бараат и во Лото 7 и играта Джокер, во која може да се учествува без претходно учество во Лото 7. На едно помошно ливче може да се уплатат и до 50 Джокер броеви. Од тие игри на среќа јас со мојата сопруга, јас ќе ги кажам бројчињата, она ќе ги запише и гледаме секоја среда или сабота има на телевизија дават на канал 5, чини ми се. Дават и играме, редовно играме. Та сопруга она повеќе игра тоа Златна рипка. Тие гребки, некој пат ќе добие улога само 80 денари, некој пат дупло. Најповеќе што е добила до сега е 5000 денари. Јас мои броеви ги избирам роден ден на мојот внук Марко и роден ден на мислам мојот роден ден. Мојот роден ден. Тие стандардно ги играм. Нема промена, стандардно ги играме ве скоро 2 години. Како ги правите комбинации? Па ете како и сите други слушам на телевизор. Роден ден и број на семејство, број на куќа. Еден мој пријател, добар пријател, доби кола, 100. И тоа случајно. И ја не веруваше, али кога видев дека тој доби, почна и јас да играм, разбираш. Најповеќе делфини, овие рипчиња, Златна рипка што е. Се случило да добиете некоја парична? Да, не големи, ама да. Кој е мотивот да се играат игри на среќа? За вас, дали е тоа забава, хоби? Чисто забава. А лото дали упаќате? Лото понекогаш. Играм лото, али слабо се добија, само четворка. До сега во вашиот живот имате добиено само четворка? Само четворка, а само за тој сам дошел. Добро, дали освен лото играте и други игри на среќа? Тоа е рипко. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за Лото 7 е 59 милиони 704 илјади денари, додека пак очекуваниот фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за Джокер е 1 милион денари. Државна лотарија со примена на политиките за одговорно приредување игри на среќа и забавни игри има за цел значително намалување на патолошката појава на играње на игри на среќа и на забавните игри во нашето општество. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во периодот од 24 до 27 ноември, како резултат на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ земјава, од вкупно 2450 издадени платни налози, 454 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило биле 15 лица, од кои 13 за возење под дејство на алкохол, а 2 лица за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населеното место, информира Министерството за внатрешни работи.